Сите кои издаваат сместување имаат обврска да платат данок. Ова е главната порака со која Управата за јавни приходи ги интензивира теренските активности во туристичките центри за време на летната сезона. Преку кампањата Фер туризам започнува со пријавен доход. Целта е да се подигне свеста кај сите издавачи за спречување на сивата економија, но и да се потенцира дека со меѓусебна соработка може да се создадат еднакви услови за работа за сите. Кога зборуваме за фер туризам, не зборуваме само за права и обврски, туку зборуваме за сите луѓе кои екзистираат во овој регион. Тоа се луѓе домакини, угостители, сезонски работници, мали бизниси и сите тие придонесуваат да се создаде тој мозаик на ова туристичко место, а со развојот на тоа туристичко место се придонесува да дојде до подигање на нивото на локалниот економски развој, кој е наша цел. Од општина Дојран, каде што во туристичкиот регистар се евидентирани околу 200 даночни обврзници кои нудат сместувачки единици, потенцираат дека наплатените такси и даноци се директен влог во заедницата и клучни за развој на локалната инфраструктура. Наплатата на туристичка такса можам да кажам дека се уште е на многу ниско ниво од нашите проекции како општина што треба да ги добиваме како приход. Ја поздравувам ова кампања, значи со пријавувањето на приход, луѓето што имаат инвестирано во Дојран, што очекуваат приходи, ќе може да бараат од нас како општина подобрување на условите, значи со пријавата на данок, со плаќањето на туристичка такса, на некој начин инвестираат во нови улици, во нови паркови, во подобра инфраструктура. Непријавувањето на приходите од остварен закуп на апартмани, соби и викендици представува прекршок, за кој е предвидена парична глоба во износ и до 250 евра. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.